Ноќта на 8 мај 1925 година во Виенскиот Бургтеатар за време на представа е убиен 46-годишниот Димитрий Арнаутовиќ, со пасош на кралството на србите, хрватите и словенците, бугарско етничко потекло и живот посветен на слободата на Македонија. Неговото вистинско име е Тодор Паница. Во 1879 година, при крајот на Османлиската империја, борбите за ослободување и револуционерните движења на Балканот, во Орјахово, во кнежевството Бугарија, се раѓа Тодор Паница. Уште додека учел во гимназијата, другар му Михаил Даев го запознал со идеите на револуционерното движење. По завршување на гимназијата, тој се пријавил во бугарската војска, но во 1902 година дезертира, за да пристапи кон ВМРО, каде што се вклучува во четата на Никола Пушкаров. Паница со четата на Пушкаров во подготовките за Илинденското востание пренесува голема количина оружје од Бугарија, а за време на востанието учествуваат во диверзантски акции и борби во реонот меѓу Скопје и Велес. Следната година Паница заминува за Егејска Македонија во Драма, каде станува заменик на четата на неговиот другар и соученик од гимназијата, војводата Михаил Даев. Есента 1907 година почнува и расцепот меѓу двете главни крила на ВМРО. Се формираат реформско, тоест лево крило, на кое се приклониле Сандански и Пере Тошев, кое се залага за независна македонска држава, и конзервативно, тоест десно крило, на кое се приклониле Карванов, Матов и Борис Сарафов, кое се залага за автономија на Македонија во рамки на кнежевството Бугарија. По овој расцеп на организацијата, Сандански му дал писмена наредба на Даев да ликвидира дел од членството на десното крило. Меѓутоа Даев, разочаран од таа наредба, му го дава писмото на својот заменик и другар Тодор Паница, за да го однесе во Софија. Но Паница, кој тајно бил наклонет кон левото крило, му го предал писмото на Сандански, кој откако го открил го нарачил убиството на другар му Даев. Еден месец подоцна истата 1907 година, по наредба на Сандански, Тодор Паница ги убива Борис Сарафов и Иван Карванов во Софија. Во наредните 2 години Паница ќе се врати во Македонија и ќе се приклучи на новоформираната Народна федеративна партија, а потоа накратко ќе учествува и во војниот поход на младотурците кон Истанбул. Во 1912 година започнала Првата Балканска војна за отфрлање на османлиската власт од Македонија и Паница повторно оди на бојното поле, како војвода на драмската чета во склоп на доброволниот македонско-одрински полк при бугарската армија, а веднаш потоа ќе учествува и во Првата светска војна. Оттаму тој заминува за Белград, каде ќе се стави во служба на српската власт и ќе организира чети против ВМРО. Во 1923 година ќе стане советник на паравоеното здружение против бугарските бандити, формирано во Штип од страна на војската и полицијата на кралството СХС. Во служба на СХС, под псевдонимот Димитрий Арнаутовиќ, со своето семејство ќе замина за Виена и таму ќе стапи во контакт со федералистите, со Коминтерната, со БКП и со советските тајни служби. Ќе почне да ја поддржува идејата за Балканска федерација. Во 1924-1925 учествува во подготовката за подпишување на Мајскиот манифест, како и во основањето на ВМРО обединета во Виена. По сите превирања и бури во животот, во Бургтеатарот за време на представата Пер Гинт од Хенрик Ибсен, Паница ќе биде убиен од крушевчанката Менча Карничио, по наредба на Ванчо Михајлов, водачот на ВМРО. Во февруари 2023 година, надписот од надгробната плоча на Паница, каде што е посветата на неговите соборци од Серската област, бил донесен од Виенските гробишта во музеот во Скопје, заради зачувување од планирано уништување. Дејноста на Паница е контроверзна и повеќеслојна и е пример за историската испреплетеност на идеите, движењата и мрежите на Балканот во револуционерните години, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век.